Уште 2 недели остануваат граѓаните да ги пријават дополнителните приходи што ги оствариле во текот на минатата година. Досега околу 140.000 лица поднеле годишна даночна пријава во управата за јавни приходи. Од УЈП очекуваат бројката да се искачи на нешто повеќе од 400.000 пријави, колку што имаше и во претходните неколку години. Значи тука станува збор за приходи како што остварени од издавање на имотни права, значи под закупнина, понатаму дивидендите, капиталните добивки, кај игрите на среќа би потенцирале дека не сите се пријавуваат во ГДП, значи оние приходи кои што се остварени од игри на среќа, од обложувалниците, тие не се пријавуваат, додека пак приходите од општите игри на среќа, како што се наградните игри лотарија, тие се пријавуваат во годишната даночна пријава ако се над 5.000 денари. Од управата за јавни приходи се свесни дека граѓаните пред истекот на рокот ја извршуваат својата законска обврска. За таа цел управата од денеска отвори дополнителни шалтери, се со цел да нема застој во работењето на УЈП. Шалтерите се лоцирани на приземјето на зградата на Сојузот на синдикати на Македонија. Значи, граѓаните од Скопје, бидејќи тука се и најголемите метежи, а има и доста граѓани кои што привремено работат и живеат во Скопје, значи ќе имаат повеќе локации за поднесување на годишните даночни пријави. Тоа е во регионалната дирекција Скопје, како што кажавме во новоотворените шалтери кои што се ќе бидат достапни од денес и во шалтерите на УЈП во општината Чаир. Крајниот рок за пријавување на годишната даночна пријава е 15 март. Од УЈП се децидни, пролонгирање на роковите нема да има. Дополнително, како опција на граѓаните им е на располагање и пријавувањето по електронски пат. Оние кои нема да го запазат рокот и нема навремено да ги пријават годишните приходи, може да заработат казна која се движи од 100 до 200 евра.